Програми што не се препорачуваат за деца под 16 години. Почитувани гледачи, добро вечер. Пред да ви го представам вечерашниот гостин, морам еден краток вовед да ви дадам. Прво би ве замолил за viewer discretion, затоа што вечерашниот разговор не сум сигурен дека е за најширока публика, ниту сугестивноста на она што ќе се говори вечерва, може би ќе предизвика кај некого непријатност. Не може би, туку и сигурен сум. Но, бидејќи се работи за област од науката, од хирургијата, од урологијата и бидејќи се работи за нешто што е многу ново и уникатно, јас не можев да не пропуштам прилика и да го поканам вечерва гостин во емисијата доктор Александар Мицковски, специјалист, хирург, уролог од уролошката клиника на Ачибадем Систина, клиничката болница. Добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер, добре ве најдов. Благодарам за поканата и за поддршката кон ова иницијатива и новитети во Македонија, во хирургијата во Македонија. Навистина, одекна просто како експлозија веста, не ни очекував дека толку ќе биде значајна, кога хедлајнот беше, насловот беше првата операција на промена на пол во Ачибадем Систина. Така. Но зад едноставноста на овој наслов стои еден сложен, долг, макотрпен, тимски труд и воопшто една од ретки и многу тешки операции кои денеска во светот стануваат мејнстрим заради модерното согледување на светот и што ти ја знам. Ова операција беше извршена во рамки на симпозиум кој го одржавте. Малку повеќе и што све беше? Тоа беше еден голем симпозиум меѓународен со меѓународно учество по урогенитална реконструктивна хирургија, организиран од Ачибадем Систина и Белградскиот центар по урогенитална реконструктивна хирургија, со учество на хирурзи од Соединетите Американски држави, од Португалија, Бразил, од Англија, од Турција и многу наши доктори кои што дојдат да гледат, да слушаат, со за прв пат жива хирургија, значи пренос на сите операции од операциони сали директно во амфитеатарот во Ачибадем Систина. Се изведува многу уникатни операции, многу од нив за прв пат изведени во Македонија и во рамките на овој дел од Европа, Централна и Југоисточна Европа, и гостуваа и оперираа за прв пат во Македонија големи имиња на светската урологија. Беше Шон Елиот од Минесота, од Соединетите Американски држави, беше Франциско Мартинс од Португалија, Кавалканти од Бразил, и сето тоа беше организирано доста ентузијастички од раководството, менеджментот на клиничката болница Систина и од професор Ѓорѓевиќ како одговорен на Белградскиот центар за реконструктивна урологија. Значи, овдека збориме за неколку десетици врвни стручњаци во хирургијата. Така, кои што е голема чест да гостуваат во нашата земја и не само што гостуваа и одржа предавање, туку заедно со нас и оперира. Добро, вие лекарите кога ќе завршите, специјализирате, па ни самата пракса се надградувате. Ова за вас доаѓа бидејќи школувањето не може да заврши во медицината. Ова за вас е и обука, дообука, надградба, доучување и така натаму. Апсолутно, така е, апсолутно. Ова е нешто специјалистичко, затоа што ова не е офатено со редовната специјализација, ова се ретки операции, нема голема бројка, па за да биде редовна пракса во едукацијата, меѓутоа се оди до едукација, со гостувања во странство и така натаму.
Како бидејќи повеќето од хирурзите направија заедно работевте, покажаа свои техники, нови техники и така натаму. Кога збориме за нови техники, за скалпелот е скалпел веќе 300-400 години и така натаму. Не збориме и нема замена. Значи збориме за ментално, интелектуален, научен нов пристап во хирургијата. За што збориме? Зборуваме баш добро се изразивте за еден комплетно нов пристап. Ако зборуваме за ова урогенитална реконструктивна, тоа е дејност која што опфаќа многу поддејности во себе. Добрите резултати доаѓаат со заеднички труд на многу дисциплини од поврзани со урологијата, кои што мора да се вклучат, да речеме за ова промена на пол. Протоколот на лекување веќе воспоставен долги години уназад по препораките меѓународното здружение на професионалци кои што се бават со овој вид на проблематика на транссексуално здравје. Тоа е тим во кој што се вклучени психијатри и тоа минимум 2 за еден пациент кои што ќе работат со него најмалку година дена за да воспостават диагноза дека се работи за тој тип на проблеми. Потоа се вклучуваат ендокринолози кои што минимум уште една година ќе работат на конверзија на хормоните, за да потоа со нивна препорака се упати пациентот на хирургија. Може ли за секој сегмент по нешто да ми кажете, иако не е ваше? Еве, например, рековте дека еден пациент, ако одлучи да го смени полот, тоа не може да го направи преку вечер со 2 куфера пари да дојде и да ви ги тупне. Тоа е еден долго... Значи, први започнува со 2 психолози. 2 психијатри и психолози, кои што мора да имат едукација од областа на транссексуалното здравје, значи да бидат обучени, да имат редовна пракса со тоа да работат, за да проценат дали се работи за некој хир или се работи за сериозен проблем, затоа што тие луѓе имаат сериозен проблем, тие индивидуи имаат сериозен проблем, не е тоа нешто што им текнало преку ноќ, туку тоа е проблем кој што најчесто започне уште од детството. Тие се чувствуваат различно од своите врсници, например ако машките играат со коли или било што, тие играат со кукли. Уште од тогаш тие се чувствуваат и не се тие експонирани луѓе кои што излагаат во јавност и зборуваат за својот проблем, туку напротив се работи за доста повлечени индивидуи кои што страдаат. Страдаат до моментот кога законски не сме да се пристапи на промена на пол, а тоа се 18 години полнолетство, и покрај сите проблеми, јасно изразена волја и така натаму, не сме да се работи ништо во тој правец. Се до тој момент тие имаат доста проблеми, страдаат, се чувствуваат, најчесто го опишуваат како да се заробени во туѓо тело или како што често изјавуваат се родени во туѓо тело или со туѓи гениталии. По навршување на 18 година почнува тим од минимум 2 обучени психијатри да работи со нив и тоа по тие правила на Светската асоциација мора да работи минимум 1 година. Значи не може да постави диагноза за време пократко од 1 година и да го упати на прво на ендокринолог за хормонална конверзија, од кога и таа терапија кај ендокринолог мора да трае исто година дена. Дали вие од Аче Бадем Систина имате психијатри кои работеа со овој пациент? Да. Работеше нашиот психијатар во комуникација со професорката Драгана Дуишин од Белград, која што го води тимот на Белградското здружение за урогенитална реконструктивна хирургија. Во меѓусебна комуникација пациентот беше иследуван година и пол. Тука или таму? И тука и патуваш. Така. Да. Значи, редовни, тоа се неделни, дневни разговори, контроли? Месечни контроли во Белград, а тука доаѓаше скоро секоја недела. На терапија? На терапија, на разговори. На разговори за да се стекне правилна слика за неговата природа на личноста. Да се види дека има јасно изразена волја и дека стварно се работи за трансродна
трансродно пореметување. Тоа се уште се води како пореметување, има своја диагноза F64 во меѓународната класификација на болести, која што се лекува и се третира по точно утврдени протоколи. Нема некој мисли вака, некој мисли онака. Точно е утврдено во која фаза што се прави, што смее да се оперира, што не смее да се оперира, што точно во прв акт, некојаш тие операции се и во два акти. Например, нашава операција беше промена на пол од машко во женско. Значи, само да појаснам, додека сме се уште на почеток, промена на пол не се мисли на онај генетски пол. Тоа знаеме, имаше и коментари дека не може да се смени, нормално дека не може да се смени. Кога зборуваме за промена на пол, зборуваме за промена на полот на гениталиите. Значи, тоа е она што им смета, полот на гениталиите. Кај нас менувавме пол на гениталии од машко во женски гениталии. Комплетна конверзија која што се заврши во еден акт со операција која што траеше 6-7 часа и некогаш тоа се прави во два акти. Тоа сакав да го појаснам. Во втор акт се стават силиконски импланти за гради, има естетска хирургија на лице. Ќе одиме за тоа подосна. Дојдеме втората фаза. Ја им се само едно појаснување морам на гледачите. Почитувани гледачи, бидејќи за мене беше навистина голем предизвик ова гостување и се подготвував да го изведам професионално, максимално и да го илустрирам. Но мене според сите законски акти кои ги претресувавме заедно со мојот главен уредник, не најдовме никаква можност да илустрираме. Морам да кажам дека тие снимки и фотографии за луѓе со ненавикнати такви детали, кои ние се надевам дека докторот ќе ми помогне сликовито да ги опишеме, нема да илустрираме, но затоа ќе се обидеме да ги раскажеме што е можно подетално. Мене ми е искрено многу жал, бидејќи ја не би имал никаков проблем да ја прикажам самата операција, тоа видео постои, но според законските норми, па дури вечера, дури може би после полноќ би можеле да ја прикажеме таа. Ако веќе, но исто така, ќе се обидеме многу внимателно, бидејќи гледам дека гостинот многу добро ја знае терминологијата, јас се обидувам него да го следам, затоа што е ова многу пипава тема. Во ова модерно време може многу лесно некоја заедница, човекови права и така натаму да се чувствува навреден или повреден. Мојата интенција е да ја потенцирам науката и хируршките достигнувања, без оглед која тема е. Така е. Одиме на делот за ендокринологија. Значи, паралелно додека трае ова, се почнува и вториот дел, така? Така. Значи, делот за ендокринологија се состои во блокирање на машките, во нашиот случај, сега да зборуваме конкретно, се состои од два дела. Првиот е блокирање на машките полови хормони. Тоа се лекови попознати во народот, они кои што се прави комплетна хируршка медикаментозна фармаколошка кастрација. Тие се истите лекови кои што се користат кај напреднат карцином на простата, каде што нивото на машките полови хормони тестостеронот се сведува на нула. Значи, тоа се вика кастрацијно ниво. Зошто се сведува при канцер на простата? Затоа што канцерот на простата зависи, е стрикно хормонално зависен и зависи од машките полови хормони, од тестостеронот. И еден од... Ја го имам многу. Да, и еден од начините каде што во лекувањето на карцином на простата е таа максимална андрогена блокада. Тоа е протокол кој што се вика МАБ, максимална андрогена блокада, каде што со периферни и централни антиандрогени хормони се сведува нивото на тестостерон на нула, комплетно на нула, и тоа обезбедува одлично преживување дури и кај напреднат карцином на простата со години.
Добро. Ова е во рамките на хормоналното... Така, значи во првата фаза се блокираат андрогените хормони, а во втора фаза се зголемува нивото на женските хормони, на естрогени. Се даваат естрогени, нивното ниво се следи редовно. Значи, припремата кај нашата пациентка беше околу 4 години. Но додека пациентот стане он е он. Така. Ако му го прегледаме неговото ДНК, он ќе биде идентификуван како маж. Да. Дали генетскиот код секогаш кариотип е секогаш ќе остане он маж. Да. Колку Генетски и да се е направи. секогаш. Значи Апсолутно. не може потполна конверзија не. Конверзија потполна не. Значи конверзија само на гениталиите. Полот не може да се смени, онај генетски пол никогаш. Што се случува со организмот кога ќе му се променат хормоните? Се блокира тестостеронот, се зголемува нивото на естрогени се зголемува. Кај мажеве, например, настануваат промени во типот на феминизација, нежна кожа, пискав глас, повисоки тонови на гласот, почнуваат да се зголемуваат до одредено ниво, некои се задоволни и градите, некои пациенти се задоволни со тоа ниво, некои бараат и силиконски импланти, што се прави во втора фаза. Се проречува влакнатоста и се оди во една комплетна феминизација на машки пациенти или обратно. Ајде да се навратиме сега пред да дојдеме на хирургијата, хируршкиот дел ќе го говориме во вториот дел од емисијата. Но кажете ми рековте дека светската организација која се занимава ова го третира како болест и но ова е избор на пациентот кој самоволно, цврсто, при здрава свест и при сите овие проверки се одлучува на вакво нешто. Ја малку ми се стегна, знаеш, бидејќи обично ако кажеш дека промената на пол е болест, можеш да бидеш осуден и така натаму и така натаму. Може ли малце едно појаснување морално, етичко, професионално и научно околу тоа, третманот околу тоа, да ни е нас појасно и заради предрасудите, бидејќи и ние новинарите често не осудуваат заради говор, нели? Мене ми е и добра ова поука од вас за утре како ќе се изразам, да не бидам сватен дека е говор на омраза или... Во моментов се води иницијатива пред Светската здравствена организација за промена на категоризацијата на транссексуализмот од заболување во некоја состојба и така натаму, меѓутоа дефинитивно се уште нема, се уште оди под шифра F64, во кој што F шифри се шифри на психичко заболување, кое што оди со една дефинирано е со комплетна неудобност, така е дефинирано, на изгледот на телото и на гениталиите. Односно, ако се работи за машка индивидуа, неудобност во своите машки гениталии, изгледот на телото, и се дефинира со јасно изразена волја на нивна конверзија, комплетна конверзија, прво ендокринолошка, а потоа и хирушка. Дали после овие зафати, според вашето искуство и искуството на вашите колеги кои го направиле, дали се надминува состојбата на F63? Апсолутно, значи по операцијата пациентите се однесуваат, имаме 5 или 6 досега од Македонија, а вкупно има 24 кои што се во постапка, во консултација и така натаму. Сите се однесуваат апсолутно срекни после операцијата и после завршување на целата процедура. Тоа го опишуваат како ден кога повторно се раѓаат. Тоа им е оптоварување кое што траело долго време во животот и сега е еден нов момент. Ако гостува докторот Ортаков околу психијатрискиот момент, ќе ви објасни подетално како тоа. Имаме само ние и една многу страшна тема која со него покрај ова што ќе го разговарам, имаме и пострашни епидемија на и подобро ќе ви го опишат тој на анксиозност која ма тоа е сосема друго.
А инаку ендокринолошкиот третман и припрема исто беше проведена комплетно во нашата болница по сите светски протоколи од професорот Димитровски. Професорот Димитровски. Така, да. Така, но самата операција, ако не се лажам, ја изврши белградскиот професор Мирослав Ѓорѓевиќ, кој е едноставно ноу-хау ви го пренесе он ова знаење. Апсолутно, тој е наш долгогодишен соработник, веќе 7 година во Систина доаѓа. Компјутерот режија, благодарам. Каде што се изведуваат и ги изведуваме заедно најтешките реконструктивни урогенитални операции, како врвна таа 7-годишна соработка меѓу Систина и професор Ѓорѓевиќ испадна овај симпозиум и во рамките на тој симпозиум се изведоа десетина и повеќе операции, меѓу кои ова за промена на пол. Значи, ја во моментов, окей, режија, благодарам, можеш да го дадеш во кадар гостинот, затоа што во бекграунд, на страната на господинот Ѓорѓевиќ, има детални фотографии, кои јас не смеам да ги прикажам, нели само вака оддалеку, како замаглено, каде што постојат детални фотографии и видео снимки од ова што ќе го говориме вечерва. Може сега слободно да префрлите компјутерот. Морам да бидам и многу внимателен од тоа што го прикажуваме, така, за да не е наша цел да шокираме, туку да запознаеме, а човек кога знае што е, предрасудите се сосема поинакви. Ти можеш да се согласиш или не, ама... Да. Вака, интересна работа ми е, значи, овдека не говориме само за промена на пол или за никаков хир, туку за лечење, и тука вие не се занимавате само со некоја работа кој некоја осудуваат против Божја, против природна или ваква или некаква, вие се занимавате со сите заболувања, на бубрези, на комплетниот урогенитален тракт, значи бубрези, мочен меур, простата, надворешни гениталии. Значи тоа е комплетна во доменот на урологија е комплетниот урогенитален тракт, хирургија на урогениталниот тракт. Јас сега би ве замолил да направиме една кратка пауза, а потоа да идеме на детали од операцијата, како се изведува. Има многу подпрашања, бидејќи има многу нејасноти. Со слика би можеле тоа лесно да го ова, но ќе мора... Добро, тоа што имаме, тоа работиме. За жал, демократијата е сепак склоп на правила, а не апсолутно што сакаш анархија. Одиме со реклами. Доаѓаме до најексплицитниот дел од разговорот и полека да ве воведуваме. Вие што имате, да речам, здрав стомак, во наводници, останете, вие другите, полека, пуштете си нешто повесело по другите канали. Додека смените канал, ме интересира една работа вака како вовед. Колку чини една ваква операција? Комплетно со се третманите, психолошки, ендокрино, тие 2 години и така. Колку би го чинеле реално? Не колку чинело во Систина, тоа ми кажеш накнадно. Па реално во Македонија нема некоја формира, пошто е прва операција и во рамките на овој симпозиум промотивно тоа не беше врзано со финансиски момент. Не, ќе го кажеш тоа подоцна. Од прилика вака... Од прилика самата хирургија би била 10-15.000 евра. А сигурно предпоставам уште толку би бил целиот процес 2 години. Така. Значи, промена на полот не е ефтина работа. Не е ефтина работа. Но рековте дека 5-6 души до сега тоа го направиле во Македонија. Го направиле тоа кај вас, во наша институција или надвор? Не, сите се оперирани во Белград до сега. А сега Систина за прв пат? За прв пат, освен во Белград, во овој дел од Европа, зборувам бивша Југославија, Бугарија, Грција, Унгарија, Романија, ваква операција нема направено до сега, освен во Србија. Ова е прва од надвор од Белград. Значи имало пациенти кои отпатувале во Белград, имало пациенти кои дошле Белград од секаде на планета и ги оперирал професорот Ѓорѓевиќ, меѓутоа надвор од Белград е прв пат. Надвор од Белград е прв пат. Да. Добро.
Да не ги работел браќата Вачовски? Па не знам за Кои нив. се сега сестри. И двајцата браќа Има го доста сменија пола. познати Да, кои го смени. на Шер, еден од најпознатата промена на пол кој што ги оперирал Ѓорđević е ќерката или синот на Шер. Заедно со неговиот ментор, победничката на Евровизија Дана Интернешнл. Таа со брада? Не беше со брада, беше од Израел, победи на Евровизија пред 10 години, мислам. И сега стане машко? Тогаш уште беше женско. Тогаш беше женско, а сега да. е маж. Не, беше маж. Беше маж, а уште сега... тогаш и победи како женска индивидуа, Дана Интернешнл. А сега е жена комплетна? Да. Тоа сакате да ми кажете? Да, комплетна жена. Појма немам. Добро, може и ќе ја се најдете. разбира. Не, благодарам. Што се однесува сега до самата хирургија. Вие овдека опериравте од кој род во кој род? Опериравме од машко во женско. И оваа операција беше потполно бесплатна за овој пациент. Комплетно бесплатно. Зошто тоа го направи Систина? Зошто ги покри сите овие трошоци? И тоа, мислам, и за наредниве неколку пациенти, сите трошоци, болнички, хируршки, комплетниот третман, Систина го правиме покрива. ова затоа што е промотивно и затоа што многу зборува за една болница. На светската мапа на еминентни болници, малку болници може да се пофалат дека имаат тим за промена на пол. И веднаш во светската хируршка, значи професионална јавност одекнува кога во некоја болница ќе може да се пофали дека има ваков тип на хирургија и ваков тип на проблеми дека се решаваат. И во рамките на тоа беше овај симпозиум со еминентни стручњаци во кој што не само оваа операција имаше, сите операции беа одбирани подолго време. Ова е плод на неколку годишна работа, беа одбирани и селектирани тешки случаи за работа и сите операции беа спонзорирани од Систина. Добро. Сега, оваа нова дама, сега што имаме, која била маж, операцијата се случи пред недела, 2 недели. Тоа беше предходната сабота. Денес сабота. беше испишана од болница. Денес, да. Дали е, како е со Одлично. Одлично. Во одлична и физички и психички? Во секој поглед. Добро. Ајде сега за самата операција да проговориме, докторе. Кажете ми, што се случува во тој процес, а ја ќе ве подпрашувам за оние работи кои се вака малце нејасни. Како е возможно такво нешто? Ќе ги објасним. Хируршките процедури за промена на пол се различни нормално, дали се работи од промена од машко во женско или од жена во маж. Кај промена на пол од жена во маж, дадено е на избор на пациенти, значи ова другото, не нашата операција, од жена во маж, дадени на избор се неколку хируршки техники, во кои што пациентите во согласно со своите желби се одлучуваат што ќе прифатат и што им највеќе одговара во однос на тоа што го замислуваат во нивниот емотивен и сексуален живот во иднина. Можни се две варијанти. Некогаш од самиот, кога се работи промена од жена во маж, од самиот клиторис, првата оперативна техника се вика метоидопластика, во која што од самиот клиторис се моделира и се формира нов пенис, мал пенис, кој што ќе може да чувствува сексуално задоволство, еротски сензации и обезбедува мокрење во исправена позиција, што е многу битно за пациентите. Меѓутоа се работи за пенис кој што е со должина од околу 5 до 6 сантиметри, значи мал пенис. Меѓутоа има комплетна еротска сензација и можат да доживеат оргазам. Како? Ајде малце сега детално. Тоа е техника во која што што правите
се сече, се откопува, еве најпросто кажано, клиторисот. Се откопува клиторисот. И што му правите? Го зголемувате, бидејќи самиот клиторис е рудиментиран пенис. Така. Значи, тоа е во форма. Исто ембрионално ткиво и иста инервација има со главата на пенисот. Тоа е аналоген орган на главата на пенисот. И се пресекуваат лигаментите, значи врските кои што го врзуваат за коскениот дел од крлицата. Кога тие се пресечат, може да се добие негово издолжување и тоа негово издолжување, клиторисот ќе игра улогата на глава на пенисот, на гланс. Меѓутоа не може таа должина да оди безгранично, тоа е најмногу 5 до 6 сантим. И паралелно, меѓутоа ќе ги има сите нервни завршетоци, ги има околу 8.000. Како ги има? Вие ги поврзувате сите тие нервни завршетоци? Не, се сочувуваат, не смеат да се пресечат. Чекај, како го отстранувате клиторисот, а не ги пресечувате нерви? Не се отстранува, само се откопува и се издолжува. Што значи тоа откупување и издолжување? За да се откопа клиторисот, се пресекува циркуларно околу него и само лигаментите, кожата и лигаментите. Значи крвните садови и нервите остануваат. Да, тоа е главната идеја. Значи што правите вие физички истегнување за да се добие малце должина околу 5 Како до 6 тоа се сантим. прави? Тоа е со некоја вакуум пумпа со Вака. Значи хируршката техника е се состои во тоа ослободување, точно се знае кој лигамент треба да се пресечи за да се добие таа должина. Значи ова не е едноставна процедура. Не е едноставна процедура и предоперативно и после операција се вежба со вакуум пумпа. Значи 3 месеци пред операција и 6 месеци после операција да се сочува таа новодобиена должина мора да се работи со вакуум пумпа. Професионална вакуум пумпа. Не оваа веб што беше. Не оваа веб. Добро. Тоа е... Значи клиторисот сам по својата форма и функција, он е рудиментиран пенис, так. Внатрешните или не знам сега како усмени тие делови, тие се како вричичките за тестиси кај мажот. Значи, дали тие исто се орган на скротумот, се големите усни. Се големите усни. Во кој што кај оваа операција што сега зборуваме, значи од жена во маж се користат големите усни, се моделираат, се зголемуваат и во нив се стават силиконски протези кои што ќе симулираат дека се работи за тестис. А што станува? И најтешкиот дел на оваа операција е формирање на мочен канал или уретра. Значи, формирање на мочниот канал или уретра се прави со земање на слузница од образот, букална мукоза. Добро, чекај. Вака, почитувани гледачи, вие може и да си смените канал и жено донеси ми ракија, ама јас сум многу фокусиран и визуализирам. Так. А плюс тоа морам да визуализирам. Да, бидејќи не можам да прикажам. Јас тоа го видов и не ми е јасно, малце објаснете ми. Значи, ја попрво мислев дека е некој дел од битен дел од клиторисот заради сензитивноста, кога видов дека се вади нешто од внатрешниот дел од образот, тоа веднаш се шие, се затвара тој дел од образот и што се прави со тоа? И од тоа се добива нова машка уретра, значи мочен канал. Не разбирам. Значи таа слузница е најблиска до слузницата што има уринарниот канал, онаму кај што мокриме. Чекајте, уринарниот канал е канал. Да. Тој треба да е цевка. Да. Така. Да. Кај жените он завршува во матката и сосема има поинаква форма и така натаму. Вие тоа не можете ништо да го искористите. Тоа го искористуваме, меѓутоа новата должина што треба да оди низ пенисот за да тие мократ, нивно главна прв цел е да мократ исправени. Значи, мора должина да се добие колку што е пенисот. Пошто немаме должина, немаат жените таква должина. Како ова станува цевка? Се моделира, хируршки се моделира во форма на цевка. Значи, се вика таа процедура тубуларизација, во која што тој графт од букална мукоза, тоа парче, или трансплантат од букална мукоза, се ремоделира
и се фиксиран из новиот пенис да има циркулација за него да преживее тој графт. Ја ако би терал мајтап, значи вие го сукате да од таа слузо кожа направите цевче. Така. Ја ви благодарам и се извинувам ако сум нешто некоректен, се обидувам да ја разберам, целата процедура, бидејќи ова воопшто не. Кога велите вие работите со минимални парчиња на ткиво, така. Тоа е потребно прво затоа што не може да дојде до отфрлање и така натаму ќе срасне. Таа слузница кога ќе се формира како таква, ако вие ја наместите, нема таа тенденција да се шири па да се затвара, нема такви проблеми, како ја задржува таа форма? Значи, тоа е докажано дека таа е најблиску до природната, до слузницата, некогаш се земале, да речеме, може, блиску е, меѓутоа се покажа како најдобра, кожа од гениталната регија, од големите усни, внатрешната страна, големите усни, затоа што немаат влакна, има нежна кожа и еластична, лесна за моделирање, и таа може да се искористи за формирање на уретра, меѓутоа многу подобри карактеристики покажа букалната мукоза. Тоа шиење не е само просто е најлесно е да се објасни формирање на цевче, меѓутоа целото негово препокривање со останати ткива е целата уметност за да сето тоа не се растури, да не се проширува, да нема фистули, значи да тече урината помеѓу тие конци и така натаму. Значи тоа е формирање на кратка уретра, ова нова уретра. Меѓутоа некогаш пациентите имаат идеја и желба да тоа биде голем пенис, не пенис кој што е 5 до 6 сантими, што е уште потешко и таа операција е подолга него овие други. Значи, се извинувам што ви упаѓам во збор, значи, природно, ако би иделе, тој клиторис не би можел да биде од повеќе од 5 до 6 сантиметри. Да, тоа е максимум што може да се добие. Но, сака некој да... Сето тоа се препокрива со кожа, со техники за естетска реконструктивна хирургија и тоа изгледа... И го прават ли многумина ова? Со толкав пенис продолжуваат ли да живеат? Па пола-пола, некои како ќе имаат замислено, значи, така, некои мора можат да продолжат така. Да, некои живеат така. И можат да имат функционален секс, да бидат и они и партнерот задоволени со таа должина? Значи, партнерот не, меѓутоа тие можат да доживеат оргазам, имаат нормални еротски сензации. Партнерот со 5 сантима не, а? Значи, големината е важна. Да. До штета. Затоа некои одбираат да се направи реконструкција со формирање на голем пенис. И тоа е поинтересно, се зема најчесто, се зема голем графт од грбниот мускул. Тоа би дошло оваа регија овде некаде. Од неактивната страна, ако сме десничари, од лева страна. Значи, големо парче на мускул со зачувување на крвните садови и нерви, кои што тоа е потешка операција и се спојуваат на новото место, се стават и се спајаат со крвните садови за надколеницата. Значи со феморалната артерија и вена сафена. И тој графт преживува, треба да преживее. И тоа е функционален пенис. Тоа е вака. Разликата од ова е што добиваат поголем пенис. Колку поголем? Оно колку што треба. Значи тој графт се зема оно колку што треба. 15-20. Сакате да ми кажете дека и било кој може да го направи, не само тоа, ако има желба да отиде у Сестина болница, имам мал пенис, сакам поголем пенис. Тоа не е дозволено. Значи тоа е само за транссексуалци. Има други операции за зголемување и продолжување пенис, меѓутоа ова не. Ова е премногу радикално за таа работа. Ова е сериозна веќе хирургија, со сати трае. Е премногу ризично за некој ради желба да се, ова е со индикација се прави, не заради желба некој. Одлично. И второ е затоа што тој пенис не функционира на природен начин, за разлика од овој прв помал, туку за да се овозможи ерекција на на таа ремоделирање, значи мора да се добие и естетика, меѓутоа и функционалност. Има специјални произведени пумпи за ерекција
со резервар со течност кој што се сместуваат во скротумот, каде што ќе бидат тестисите, кој што функционира баш на помпување. Бидејќи пенисот е спонгиозно тело, сунгерасто, кое за да добие ерекција треба да се исполни со течности, он така ја добива ерекцијата. Тоа го правиме ментално. Тоа го се прави ментално при емоции, при возбуда, при љубов и така натаму. И тоа е понекогаш и најчесто работа која е подсвесна, не е со контрола, немаме контрола врз тоа. Значи, овој пенис што го доби пациентот сега, 33 годишен. Не, кај нас беше обратно, чисто ги објаснувам можностите за операција. Кај нас беше од машко-женско. Од машко-женско? Да. Ние сега збориме од женско-машко. Од женско-машко, па ќе дојдеме на крај до... Што се случува па со женските органи? Тука збориме за матката, за ондека се прави трансвагинална преку вагината хистеректомија, значи се вади матката. А јајниците? Јајниците може да се извадат, најчесто може да останат со тоа што добиваат хормонална блокада. Не мора да се вадат. Зависи од одлуката и од желбата. Меѓутоа, тоа што се прави мора да комплетно да ги нема женските. Значи, кажав, од големите усни се креира скротум во кој што се стават силиконски протези. За ерекција на големиот пенис се стават пумпи специјални, значи тие се пенис протези, кои што, за да може да има ерекција, сето тоа функционира на хидраулички начин, значи не може да е на природен начин, со стимулација, како што кажавте, од мозокот, туку мора на механички начин. Меѓутоа и за нив е и тоа доволно. И повторно, значи во оваа втора операција, на крај ќе дојдеме до оваа нашата, во оваа втора операција, уретрата, значи мочниот канал, повторно и за тој голем пенис мора да е од слузница од образот. Вагиналниот дел, оној дел кај што е Г точката, каде што кај жената, што се случува со него? Него потполно го затварате? Се затвара, да. Се затвара? Да. И што станува? Он се спојува, или останува? Не смее да остане ништо. Не смее простор празен. Како успевате тоа да го споите? Го сошивате целото? А се сошива и ткивото се мртов простор не останува. Не останува мртов простор. Мртов простор не смее да остане. Кај вас се случи од обратно. Од машко во женско. Како создадовте првото и клучното, како од пенис создадовте клиторис? Ете така. Значи од пенисот, од делот на главата на пенисот, тука се нервните завршетоци и она место каде што е одговорно за еротски сензации и за доживување на оргазам. И тоа обавезно мора да се зачува. И тоа се прави на тој начин што пенисот се вика дисасембли, се разложува на делови. Значи, сите негови функционални делови мора да се разделат поединечно. Значи, на едно место остануваат кавернозните тела, тие сунгерасти тела за ерекција. На друго место останува мочниот канал, комплетно се одделуваат еден од друг. И на трето место останува главата на пенисот со нервите и крвните садови кои што служат за циркулација и за... Ова за време на операцијата се случува one time, one shot. Да. И, значи, само да повторам, операцијата почнува со тоа. 3 дела почнува со тоа операцијата. На 3 различни дела. На едно место кавернозни тела, на едно место мочниот канал, на трето место главата на пенисот, откачена, значи ослободена од тие кавернозни тела, која што виси на крвните садови и нервите кои што ќе Како ги одвојувате, а да не ги повредите? Како? Во тоа е цела... Посто нерв е, тоа работиме за милиметри. За милиметарски, да, тие се значи, ова е спектакуларно прецизна, ова е многу прецизна неурохирургија веќе. Така е. И од тој гланс се моделира, се отстранува дел за да се добие клиторис. Значи, глансот почна да функционира како клиторис. Главата на пенисот. Главата на пенисот. Ама клиторисот има глава? Да, меѓутоа оваа глава од пенисот ќе биде нов клиторис, пошто нема, значи е машко.
Ама главата кај машкиот полов орган е многу поголема Да, од што точно, да. Како е? И затоа се моделира, се А ја отстранува моделира? дел. Меѓутоа мора истите крвни садови нерви да останат, не смеат да се пресечат. Пак не ми е јасно како успевате да одвоите, бидејќи е тоа сензитивен дел, Да. целиот е испреплетен со нервни завршетоци. Така е. И отстранувате дел, а сепак да останат. Сепак сите нерви да останат, да. Како одвојувате ткиво вишок од глава на пенис? Со прецизно препарирање, сето тоа е долги години искуство во работата. Тоа го правите буквално физички, скалпел, хирургија е тоа, така? Ласер? Да. Со електрокаутеризација и со прецизни инструменти за микрохирургија. Тоа ми Тоа интересува. е, да. Инаку ништо посебни помагала од типот на оперативен микроскоп и такви работи не користев. Стекнавте искуство, би Да. можеле утре и Значи, вие да го правиме големи без професорот искуства, од Белград? Тоа е голем, без него сега не. Не, добро. Меѓутоа, голема предност, и тоа го кажа во интервју професорот, заедно со професор Лековски, кој што е наш медицински директор и уролог. Поздрав до него. Поздрав до него, сигурно не гледа. Дека искуства од овој тип на хирургија дале огромен придонес во третирање на многу други заболувања, како што се повреди на генитални органи, како што се, што да кажеме, вродени аномалии, како хипоспадии, значи внесот на букалната мукоза слузница за реконструирање на уретра, кај разни повреди, кај разни малигни заболувања, кај зрачење и така натаму, дала овој тип на хирургија дала искуство и школа за употреба на на сите овие оперативни техники да се искористат во многу други корисни делови од урогениталната реконструктивна хирургија. Значи, го расклопивте и од него ќе направите... Тоа е првиот дел кој што се вика пенис дисасембли. Добро. Меѓутоа, сето тоа се прави со рез како циркумцизија за сунет и со зачувување на комплетната кожа на пенисот. Добро. Значи, кожата на пенисот, потоа овие делови се вадат како низ цевка од кожата на пенисот према назад, према телото. Кожата да остане Добро. без да се повреди. Зошто? Затоа што од таа кожа на пенисот едниот крај слепо се затвара и се инвертира, ние го викаме се излекува како чорапе, како да кажеме најпросто. Добро, ве разбирам. И од тоа се формира новата вагина. Значи, од тоа се формира новата вагина. Се прави простор помеѓу дебелото вториот дел од операцијата, пациентот се преместува пациентката во гинеколошка положба, се прави тунел помеѓу дебелото црево, крајниот дел на дебелото црево, ректумот и мочниот меор, и таму се сместува ова новоформирана вагина. Тоа е она што ја морам да ја разбијам камерноста на муавет женските кои ќе прашаат. Добро, што имате вие помеѓу тоа и тоа, што имате помеѓу? Ништо. Значи, тоа е тој дел овдека, ништо што е помеѓу, кај мажите, помеѓу пенисот и ректумот, тоа е тој дел каде што се... Пак само не ми е визуелно, ја можам да го прикажам, за жал не ми е дозволено во ова време на слобода и демократија. Затоа ние кога разговаравме, многу полесно ако ова се види. Да. Многу полесно е него 1000 зборови, меѓутоа... Јас се извинувам за 1000 зборови, затоа што веќе ве имам тука и... Нема проблем. Значи, ај малце попластично објаснете ми. Како кожата на пенисот таа останува? Тука веќе треба да биде вагината, под него, така? Под него, точно. Како ова не ја сечете, а станува он вагина? Така. Значи, вака. Одиме на врвот на пенисот, кај глава. Добро. Циркуларен рез. Сите ткива што се внатре, низ еден друг рез тука, на базата на пенисот, се извлекуваат према надвор тие сунгерести тела, кавернозни тела, главата, значи као низ лушпа се извлекуваат и се, тоа што правиме, се разделуваат едно од друго. Овај дел што останува е само кожа. Едниот крај од таа кожа, овај горниот, се затвара слепо, ние го викаме, во два слоја се затвара слепо, тоа ќе биде дното на вагина.
Потоа, овај дел, овај врвен дел се излекува наопако, се потопува и се преместува, значи не е пресечена врската со телото, за да има своји крвни садови и така натаму, и сето тоа се потопува во тој новоформиран тунел. Тунелот хирушки го сечете низ ткивото. Какво киво е таму? Таму е мускули од дното на крлицата. Значи мускули, масно ткиво, има и тенка фасција денонвилиерова помеѓу мочниот меур и дебелото црево. Во тој слој се... Што станува со простатата? Простатата останува. Простатата останува и се користи, меѓутоа зошто не се вади? И тоа е опишано, затоа што под дејство на овие антиандрогени хормони кои што ги блокираат машките, што реков се користат и кај карцином на простата. И под дејство на женските таа комплетно атрофира по медикаментозен пат, по пат со лекови. Под дејство на тие таа и комплетно ја снемува, да кажеме, или се скврчува, или така да кажеме. И таа се користи во оваа фаза на техниката да оваа нова вагина, за да не пролабира, да не испадне во првите неколку месеци, се фиксира за простатата. Значи, нели, простатата е испод мочниот меур, а испред дебелото црево. Кога ќе се стави новата вагина тука, се прикрепува со конци за неја, за да не пролабира, викаме, да не испадне надвор. Све разбрав. Така. Све разбрав. Одлично. Ако не разбрале гледачите, сигурно се вџашени од мене што сум го разбрал. Луѓе мои, само да ви кажам, после 50-та година све ова ќе го разберете. Немој, помладите се смеат на муабетов, ама ќе дојдеш 50-та година. Ректален преглед и преглед на простата не ви гине. И спремајте се психички ако сакате долга и здрава старост. Така е. Вака. Ме зачудивте малку бидејќи новоформираната вагина се фиксира за простатата. Мислев дека простатата како орган е многу пипав, многу сензитивен за да има капсула. Има тврда капсула простатата. Обвивка, тврда капсула, тврда обвивка. За неја се користи. Значи затоа и нема ризик. Да. Затоа што нели за да не испадне, мислев за околното ткиво се врза, ама ако тоа е помеко и масно ткиво и може да и него да го повлече. Вака простатата има тврда капсула и затоа тоа се користи. Добро. И за уште еден лигамент, значи врска помеѓу коските на крлицата има многу кратки а јаки лигаменти. Значи врвот на новата вагина се прикрепува за еден лигамент, се вика сакроспинозен лигамент, кој што е еден од најтврдите, можеби најтврдиот лигамент врска во крлицата и врвот се прикрепува и за него. Средината негде за простатата и тоа е сосема доволно да не се случи една од главните компликации испаѓање, пролабирање на таа вагина. Жените околу вагината имаат мускулно ткиво. Така. Која при сексуален однос создава контракции, или се шири, или се стега, или предизвикува задоволство. Дали кај ова истото се создава или се додава, или она потполно нефункционална? Прво, и по нервни завршетоци, значи, дали оргазмот може да биде исклучиво клиторисен, на врвот на пенисот, или самата вагина може да предизвика чувство на задоволство и кај пациентката новоформирана, бившиот маж, а и да му предизвика задоволство и на тој што... Ова е многу паметно прашање. Не се договоривме за ова, Ништо не сме се договориле. Многу паметно. Размислувале на таа тема поголеми стручњаци и за да се овозможи и покрај клиторисен оргазам, да се овозможи и еротски сензации од новата вагина, докажале дека е добро, тоа се прави, да дел од мочниот канал, пошто сега ќе има вишак, или бил долг заради должината на пенисот, кај треба да се скрати. Наместо да се фрли тој канал, се вика се става како лента, се детубуларизира, значи ако бил како цевка, сега се пресекува едниот крај, се добива лента и таа лента се вградува во таа нова вагина за да има две функции. Една
може да има сексуални еротски дразби, може да пренесува, докажано е тоа. Она има нервни завршетоци? Да. Самата уретра има нервни завршетоци. И второ, лачи слуз и таа вагина може да биде само влажнечка. Да нема потреба од лубриканти кога ќе се стави дел од уретрата во неја. Значи, потпун сексуален однос како не да се симулира, туку едноставно да се иницира потполно реален сексуален однос со навлажување, со ерекција, со чувство на задоволство и за двајцата. Так. Многу е битно за да биде тој сексуален однос нормален, да тие сунгерести кавернозни тела се отстранат во целост до нивните припои на коските од карлицата. Можеби тој така еден од најбитните делови да се направи како што треба, бидејќи ако остани барем малку ткиво од нив, тоа може при сексуални дразби повторно да се полни со крв и да создава болка. Добро. И тие мора комплетно да се откачат од комплетна длабочина на пенисот до дното на карлицата, каде што се држат за зидовите, Добро. Да се ослободат комплетно и да се отстранат. Добро, организмот кога се возбудува, доаѓа до покачување на притисок, лачење на хормони, така доаѓа до ерекција. Кај жената доаѓа до набрекнување на усмините, навлажување на вагината, па и клиторисна ерекција. Дали се во ова е возможно во сите овие, бидејќи организмот, телото природно иде, се стреми кон такво нешто? Симулација на тоа што се случува во клиторисот е она што ќе се случува во тој дел од главата на пенисот, што останал и што ќе го симулира клиторисот. Но ќе има он некаква минимална ерекција? Ќе има. Ама нема да биде, да речеме, монструозна, па да изгледа непријатно, па како оние маж-жена во исто, нема да биде тоа. Комплетна, естетски и функционално се гледа да биде комплетно со изглед на нормална жена. Со изглед на нормална жена која нема да делува чудовишно или да изгледа не знам и така натаму. Интересна работа. Интересна работа. Колку време оваа операција трае 6 до 7 часа. Така. Колку е ризична по живот? Бидејќи се работи за периферни органи, претпоставувам дека значи ризична по живот нормално не е. Не би требало се, ако некојаш нешто непредвидено излезе како секоја хирушка интервенција, има крвозагуби. На нашата операција бе околу 500 мл, пола литар имаше крвозагуба. Има доста делови кои што нормално да крварат, таа сама ампутација на тие кавернозни сунгерести тела нормално има своја крвозагуба. Се вадат и тестисите од кожата на скротумот се формираат големи усни, а пак од ткивото кое што е околу главата на пенисот ќе прерасне во мали усни, значи комплетна естетска. Меѓутоа опасност по живот нема, мора да се пази на многу компликации, на инфекции, на сите тие работи не сме да има, затоа што е голема реконструкција, големо оперативно поле и така натаму. Колку време наназад медицината, хирургијата извршува вакви операции? Прв пат на Балканот е 89-та направена промена пол во Србија, а во светот околу оваа операција прв пат не околу, туку точно 30-та година. Се знае и пациентката во Германија, мислам се вика Лили, се знае точно пациентката која е. Каков е нивниот живот сега, после сите овие физички, хормонални, па и психички промени? Дали тие имаат нормален живот? Нормален живот, имаат нормални професии. Во тоа не се сомнам. Зборам за нивното физичко здравје. Нивното физичко здравје е најнормално. Значи организмот потполно се приспособува кон настанатата состојба. Организмот е веќе пред операцијата треба да е припремен за новата улога. Комплетно да има превземено новата улога и тие почнуваат да функционираат многу
После ова наша операција, овај тип се, ако зборуваме за конкретната хирургија, комплетно враќање на секојдневните физички активности е можно после месец дена, се препорачува после месец дена, а на сексуални активности после 3 месеци. Значи е за кратко време. Подолго трае оној период на припреми И уште неколку подпрашања во врска со новоформираната вагина. Да. Бидејќи се прави исклучиво внатрешноста од кожата на пенисот, Тоа е една варијанта, ќе кажам која уште е една. наопачки превртена Точно, заради слузокожата. Так. Дали она дава скоро иста сензација како нормална здрава жена? Па не е комплетно иста, не е комплетно Добро. иста, меѓутоа се труди овој тип на хирургија да даде најприближно што може. Варијанта Б, сакавте да... Варијанта Б, кога нема доволна кожа, кога имаме пенис кој што нема доволно големина, таа големина е да се добие 10 сантими должина на кожа за вагина. Кога ги немаме тие 10 сантими должина, се прави вагина малку покомплицирано со отварање на стомакот и преку сегмент од дебело црево, од сигмоидниот колон. Дел од сигмоидниот колон се вметнува помеѓу мочниот меур и ректумот, завршниот дел на дебелото црево, и тоа станува вагина. И тогаш можеме се добива и таа функција на самовлажнење заради секрeciјата на слуз и така натаму. Значи, варијанта Б, ако нема доволна должина на гениталната кожа на пенисот, е да се земи сегмент од дебело црево. Тие се две популарни техники, или таа, или таа. Фасцинантно е колку и покрај ваков стрес и ваков третман организмот успева да се приспособи и да продолжи со нормален живот. Тоа ми е, можеби, Мене не ме чуди вашата професионалност. Вие сте, не знам, ова е на ниво на филигранство, нели, многу суптилно, неурохирургија и така натаму. Но ме фасцинира способноста на организмот да се регенерира и приспособи на новата ситуација и да ја преземе новата улога. Ова ме фасцинира кај човековиот организам, бидејќи ова се страшни стресови, а вие денеска ја испишавте пациентката. Да. Апсолутно, многу точно, баш фасцинантно и цела убавина на овој дел од хирургијата реконструктивна е што резултатите се гледаат веднаш уште. За кратко време, нема потреба години или месеци, или па за разлика, например, од онколошка хирургија на тумори, кај што резултатите се одлични, меѓутоа или добри, меѓутоа се гледат по преживување по 5, по 10 години, така натаму. Ова се гледа со самиот завршеток на операцијата, се што е направено се гледа. Но рековте дека многу од овие техники кои за нас, нели, е многу интересно телевизиски ги збориме, фасцинантно се збори менување пол, кој е про, кој е контра, кој му е фасцинантно, кој му е дегутантно и така натаму, но од сите овие техники се произведени и дојдени од техниките кои во урологијата се за лечење на болести на мочоводните органи, на простата, на рак на простата, на тестиси, хормонални терапии, кои не се само за оваков вид на операции, туку е еден цел след на сето тоа. Што све овде ке имате вие во целава оваа палета на како уролог? Значи, мислите генерално како... Генерално, да. Генерално како урологија се работи комплетна, значи, за ова наша урологија, македонска, за жал најмногу се работи онколошка урологија, малигни тумори. За жал има се повеќе и карциноми на тестис, карциноми на простата. Скоро сите малигни заболувања се во епидемиски пораст. И за жал голем дел офаќа тие. Меѓутоа хирургијата на тие малигни заболувања, радикални операции на простата, на
мочен меур карциномите се доста чести, тие радикални операции каде што се вади комплетно мочниот меур па се заменува со дел од црево и така натаму. Овај дел нема голема фреквенција да има да биде чест, меѓутоа викам со вакви симпозиуми каде што се собираат пациенти од повеќе места и стручњаци од повеќе места, и ова станува рутински дел и така се разменуваат искуства и се наоѓа се поголема и поголема примена. Ке идеме со вториот блок реклами, а после тоа ќе разговараме за она што, нели, обичниот балкански мачо, се во ова му е дегутантно, забавно и така натаму, па би сакале да поразговараме и за машкото и за женското здравје од неколку аспекти на нашата, нели, несериозност или омаловажување на проблем, но како се ближи 50-та година, би сакал да ни објасните што го чека мажот во собствената ароганција на семоќ која има во моментот. Одиме со вториот блок реклами. Океј, го завршивме, докторе, овој делот. Навистина има многу познати луѓе кои се одлучиле на промена на полот. Мене барем најпознати ми се браќата Вашовски, кои се сега сестри Вашовски, креаторите на познатат култен серијал Матрикс, еве го кодот веќе им иде. Така што, знаете, луѓето се уште гледаат со многу скепса спрема овие луѓе, дали се нормални, не се нормални и така натаму, но не, тоа со господинот Ортаков, вашиот колега, ќе поразговараме. А сега малку за машкото и женското здравје. Имено, знаете, вие велите дека вистинска епидемија владее на канцер кај машки и кај женски полови органи и комплетно на уролошкиот канцер. Две работи се во епидемиски пораст врзани за урологијата. Едната е неплодноста, која што посебно и овој дел на Европа е во голем пораст, и второ се малигните заболувања. Значи, се што е врзано со клетки кои што брзо се размножуваат, во овој дел од Европа е последниве 10 години во епидемиски пораст. Има шпекулации кои што не може до крај да бидат потврдени дека сето тоа е врзано за зголемениот фон на ирадиација, што во овој простор го има по сето тоа што се случуваше на Косово и бомбардирање со сиромашен ураниум и така натаму, кое што секако има своја улога и покрај сите останати фактори во исхрана, во современ начин на живот. И Чернобил го имавме. Така. Меѓутоа, ова беше доста блиску до нас. Ова беше блиску до нас. Ова беше блиску до нас. Дали бидејќи јас сум бил на прегледи и така натаму, гледам дека на онколошкиот дел, кој се прегледував чисто да остранам некои сомнежи во врска пред неколку години, гледав дека во чекалните огромен број на пациенти од Косово доаѓа на вашата клиника, бидејќи има најсовремени скенери за детектирање на канцери, кои едноставно па и во разговорот вика вистинска епидемија владее таму, најверојатно од последиците од војната. Така. Може има огромен број. За жал, во Македонија и во Косово нема регистар точен на да сето тоа го изразиме на избројки, меѓутоа ни секојдневната пракса и према она што го оперираме, се повеќе оперираме исклучиво онколошка хирургија, последици врзани за малигни заболувања, се повеќе се појавуваат заборавени форми на карциноми или ретки форми на карциноми, каде што на светско ниво и не во моментов, туку комплетно во историјава на медицината има, например, по неколку случаи, испод 10. Пример,
тоа што ми оставило сеќавање кај нас во Систина од типот на малиген меланом на жолчно кесе, кој што е ентитет кој што ретко се гледа, или ретки карциноми каде што патолозите се намачуваат и 10 пати ги препроверуваат на одите, затоа што во светската литература има само неколку случаеви. И за жал се повеќе го имаме тоа. И второто е што се повеќе имаме кај млади, кај популација во која што не се очекува појава на одреден карцином. Имаме карцином на дебело црево, серија на пациенти испод 30 години со карцином на дебело црево. А јас сакав да кажам дека луѓето веќе околу 50 година обавезно треба да направат еден преглед на колоноскопски. Меѓутоа, токму тоа, значи, вон сите водичи имавме 29 годишна девојка со карцином на дебело црево. Значи, што зборите, докторе? Да. Јас извинувам заради мојава непрофесионална реакција. Тоа е нормална реакција, меѓутоа тоа го гледаме веќе секој ден, за жал. Имаме една серија која што цел персонал, затоа ни недостига регистар, меѓутоа од секојдневната пракса се гледа, има серија на деца одбитоа со тумори на мозок. Не знам колку случаи последнија неколку месеци, деца, зборувам, најстарото 9 години. Со тумори, то малигни на мозок. Ке треба очигледно колегите од онкологија да ги поканам овдека. Маж мора да направи, жените имаат малку се попедантни, они редовно прават, помалку или повеќе прават редовни прегледи, поредовни се за гинеколошко-акушерски прегледи и така натаму и така натаму, имаат добра навика и тоа е убаво кај нив. Кај мажите такво нешто не постои. Не постои. Апелираме доста кога гостуваме по емисии во сите форуми, да и мажите тоа им влезе како навика, меѓутоа сепак се порезервира. Добро, може сега на шала да го вртиме? Може. Тоа влегување е буквално, значи не е тоа само ментално да влезе, бидејќи мојот прв преглед на простатата беше губење на невиност, буквално. Да. Значи, не се брише вака, него вака течеше од мене. Дали се уште, бидејќи од тогаш, бидејќи имав конкретен проблем, а и кој не го имал, дали прегледот на простатата, кога, бидејќи кај вас многу фино поминав, со ехо и така натаму, неинвазивно, без колоноскопии, без анестезии и сето тоа. Но често пати, за да се провери конзистентноста и зголемувањето или тврдоста и така натаму, мора физички вие да ја допрете. А таа се прегледува исклучиво со преку ректумот. Така е. Значи прст во ректум за да се притиска. Зошто ваква за нормален балкански маж, ја почнува гласот да ми дътка на темава, но кога е во здравје во прашање, не знам човек што све не е спремен да понатаму. Но во овој момент е, мажи вика, после тој преглед ја реков, викам, ќе умрам, али ја ова уште еднаш не можам. Така е. Тоа е нормална реакција, меѓутоа за нас кажува многу. Значи, едно е слика, па макар и најдобра, меѓутоа сето тоа е слика. Компјутер, магнет, се е тоа слика. Оно што не може со сликата да се долови, тоа е конзистенцијата на простатата. Таа се опишува по состав како овај мускул овде на палецот од раката, мускул на тенарот. И секоја промена и најрана на осмислена појава на малигно заболување на простатата се манифестира со затврднување. Се пипа чвор, па од најмало, као врв од игла, па поголем се напипува некој јазол чвор. И тоа да не се покаже ни на крвна слика, а да не се покаже ни на... Најрано откривање со овај дигиторектален преглед. И затоа во сите препораки на уролошките асоциации, зборувам на светско ниво, Европската уролошка, Америчката уролошка асоциација, тој преглед е симната границата од 50 години на 40 години.
Значи, еднаш годишно. Барем еднаш годишно Барем да го еднаш направимаш. годишно, да. Ова не е шега, ова малце како джоук ми изгледа мене, ама... Да, е доста сериозно и го викат еден од најскапоцените прегледи, бидејќи не кошта ништо, стои моментот дека е непријатен, меѓутоа открива голем број на информации, го открива карцином на простатата, кој што е втор по зачестеност карцином кај мажите после белодробниот карцином, го открива во најрана фаза, кога се уште не е биохемиски манифестиран во смисла на покачено ниво на простатичен антиген, туморски маркер во крвта, кога се уште не може да се детектира со ниедно друго испитување од типот на сликање, методи со сликање како што се магнет, компјутер и така натаму. Што препорачувате вие како уролог за добро здравје? Апсолутно. Кај што луѓе мислат дека има ризик. Во секоја возрастна популација си има свој предоминација на кои малигни заболувања очекуваме да ги детектираме и сите уролошки малигноми многу лесно се детектираат. Еве, например, карциномот на тестиси се манифестира на популација помеѓу 15 и 35 години. Значи, тоа се млади, здрави мажи. Што ми изборите, Значи, докторе? по старите години скоро и да нема карцином на тестиси, сите тие се млади мажи со предоминација околу 20-25 година најчесто. И ако ви кажам дека е тој се открива многу едноставно со преглед и со само преглед, како жените што ги прегледуваат градите за откривање на карцином на гради, така мажите, поготово младата популација која што е најподложна, треба да извршува само преглед на тестисите. Секое затврднување, секоја грудка која што не боли, е високо суспектна за карцином и одма треба да ги донесе кај уролог. Да ви помогнам ја вака, како стручен во оваа област. Значи, драги почитувани мажи, додека се туширате и додека пеете, раката доле и ќе ги испипате фино тестисите, треба да е округол, треба малце да те боли ако го стисне и не треба да има ништо на него. Ништо во смисло на тврдо, бидејќи онака тоа го правите кога сте под туш, продолжете онака, ама убаво со фокус направите го и штом забележите нешто, веднаш пријавете. За постарата популација, симптоми што треба да ги доведат покрај онај рутински еднаш во годината преглед на уролог е за тој скрининг на карцином на простата. Меѓутоа има и други уролошки тумори и симптом кој што треба да ги доведе е присуство, например, на крв во урината. Поготово присуство на крв во урината не поврзано со болка, не поврзано со симптоми на уринарен дискомфорт, како што се печење, често мокрење. Ноќно мокрење е високо суспектно, сомнително за некој карцином на мочен меур, може карцином на бубрек. Сите тие дават као прв симптом нити болка, нити било што друго, туку безболна хематурија, безболно присуство на крв во урината. Интересно е што препорачувате ли посебни режими на живот и исхрана? Ваш колега, директор на онкологија на државна клиника во клиничкиот центар, констатираше дека е вистинска епидемија на карциноми, а исто така епидемија на несериозност и несериозност на сваќање на сериозноста на ситуацијата кај машката популација за преглед на простата и така натаму ваков преглед. Уопште неќе, дај ракију и све е у реду. Сакам да кажам дека он констатираше дека кај луѓе кои се вегетаријанци или поголемиот дел, зборам преку 90% од исхраната им е вегетаријанска и не содржи индустриско, преработено, пржено, црвено месо и така натаму, се далеку помалку поподложни на овие канцерогени. Апсолутно. Не е апсолутно право, ама генерално вика многу ретко вегетаријанец ќе видам заболен од рак. Значи, врзано за овие социјални фактори на исхрана, на пушење, можам две работи да кажам кои што се сигурно потврдени. Прво,
уротелниот карцином, карциномот на мочен меур, на мочоводите, на собирниот канален систем од бубрезите, значи 3 големи органи, бубрези, мочоводи, мочен меур, се врзани за пушењето. Еден од ретките, за сите во принцип важи препорака дека пушењето смета и така натаму, меѓутоа за 2 карциноми е медицински докажана поврзаноста со студии и тие 2 карциноми се, еден е белодробниот карцином, а другиот е карциномот на уротел, на мочен епител, значи на мочен меур, на мочоводи, никотинот на делува и таму при екстракцијата. Апсолутно. И второ што се знае како фактор од исхраната кој што па превентивно дејствува на појавата, односно на непојавата на карцином на простата, тоа се патлиџаните, црвени патлиџани. Дури многу... Простете, повторете реченицата. Значи, црвени патлиџани е докажано со студии, го пишува во сите водечки препораки од водечки уролошки асоциации, дека делуваат протективно на простатата. Црвени патлиџани. Црвениот домат. Обичен домат. А што сме правеле ние до 16 век пред Коломбо да се врати? Добро. Докажано дури црвениот домат. Да. Бидејќи доматот не е зарзават. Он е овошје со висока количина на шеќер. Так. Меѓутоа дури полно лекови од западните фармацевски компании кои што наводно помагаат, не наводно, туку со студии докажано дека помагаат во превенирање на карцином на простата, не во лекување, во превенирање, се базирани на екстракт од патлиџан, од домат. Што е таа материја кај доматот што е докажане, не можам сега да се сетам баш на називот. Сега знаете што ми е проблемот? Сега проблемот ми е како црно вино и патлиџан и домат. Вашиот колега, доктор Маријан Димитровски, препорачуваше добра чаша вино секој ден за добро здравје на срцето, кардиоваскуларно здравје. Вие домат препорачувате за простата. За простата и сега како да ги скомбинирам, некако вино и домат не ми иде. Значи, за ова бенигно зголемување на простатата доста пациенти имаат одлични резултати со семки од тиква. Значи, семки од тиква за она бенигно зголемување. Меѓутоа, патлиџанот, доматот е за превенција, пишам во стручната литература, на карцином на простата. После 50 година, не само јас, многу мои врсници забележуваат дека не можеме да одспиеме цела вечер, а да не станеме неколку пати во вечер. Треба ли да не загрижува тоа што ноќното мокрење ни го пресекува сонот и така натаму и така натаму? Значи, ноќното мокрење е симптом од зголемување на простата, кај некој тоа почнува порано, не се знае зошто, кај некој се зголемува простата и дава повеќе симптоми, кај некој помалку се зголемува. Меѓутоа, повторно ќе кажеме дека поготово појавата на симптоми е сигнал кој што треба да не одведе на уролог на мажите. Добро, јас зборам без исклучок. Ја не знам маж после 50... Апсолутно. Нема маж после 50 што може да... Ретко. Ама не се сите болни. Па простатата се зголемува кај сите, некои викам и мал, кај сите се зголемува. Кај некој е тоа од неколку грама, 5-10, кој што не бара никаков третман, меѓутоа... Што значи тоа не бара третман? Зошто е зголемена? Тоа ако е зголемена не значи дека е заболена, така? Така. Тоа е бенигно зголемување, старечко зголемување, кој го вика така. Као губење видот. Така, као губење видот, врзано за промена на хормоналниот состав. Меѓутоа, до крај се знае дека има врска со една активна форма на тестостеронот кој што се вика дихидротестостерон, на машкиот полохормон. Меѓутоа, никој не знае зошто кај некој е тоа зголемување повеќе и ги води пациентите на операција, а кај некој ќе го
помина цел живот и никогаш нема да оперираат Као простата. што исто не знаете ни зошто е зголемен бројот на, можеме само да претпоставуваме, на канцерогените заболувања. Кај мажите има еден проблем, има една табу тема за која ретко се разговара, каква е ситуацијата и како ги третирате тие луѓе. Најчесто тоа е еректилната дисфункција. Проблеми со сексуалниот живот, стрес, еве не мора да е заболување. Дали ако некој маж има таков проблем, и конечно се реши, сака да си го надмине тој проблем, треба вам да ви се обрати, а не да иде на психијатар или што ти ја знам. Или кој другар ми актерот што идеше на баба да го бае. Жива вистина. Жива вистина. Убитова некоја имало баба го бае, отиде кутриот. Ми беше гостин овде, не го каже у програм. Иде, викаме, баеше, вика, и ништо, вика, уште 3 месеца, вика, после само дојде. Значи, такви приказни има многу. Сите, ние мажите сме многу осетливи на таа проблематика. Не знам ја тоа. За други. И има 1000 начини кој како си помага, меѓутоа многу работи можеме да сториме. Едно од по линијата на модерната урологија која што брзо се развива, многу нови препарати, скоро секоја година излегува по нешто ново, нови начини на лекување и тоа збориме за Виаграта. Има многу понови работи, мислам, Виаграта е како група на лекови, инхибитори на фосфодиестераза се златен стандард. Имаат одлично дејство и имаат своји индикации. Меѓутоа, постојат и многу нови модалитети на лекување. Се состојат од комбинација со пронајдени се сега лекови кои што дејствуваат на продолжување на времетрајањето на сексуалниот однос или ерекцијата кај мажите на сосема нов механизам. Значи, секој и тука им помагате вие тоа? И можете да им препишете конкретно кому што? Да. Значи има лекови кои што се користат во светот, за жал ги нема во Македонија, меѓутоа голем број мои пациенти им советувам, па имаат и линк на преку кој што порачуваат и се препорачани од светските асоциации. Тие се лекови кои што по својот состав, хемиски состав, се како антидепресивите, меѓутоа немаат антидепресивно дејство, а имаат ултра брзо споредено со нив. Например, ако антидепресивите почнуваат да дејствуваат во период од 2 до 3 недели, овие почнуваат да дејствуваат во период од 2 до 3 часа. Значи, непосредно... А на што делуваат они? Они не делуваат на психа, они делуваат на нервните завршетоци. На нервните завршетоци, ја намалуваат нивната сензитивност и го продолжуваат времето на ерекцијата. Амизолски. Па на таа база се, хемиски се на таа база, меѓутоа нема... Ке завршам медицински, уше 10 интервјуа со вас и медицина, ке почесна диплома ке земам. А добро, еве да ве прашам, кога веќе збориме за ова. Има и уште, освен проблеми со ерекцијата, има проблеми и со предвремената ејакулација. Овие лекови се за таа. Овие лекови се за таа. Ова се единствен лек кој што е познат до сега за тоа и е специфичен за тоа, покрај оние ставање на локални анестетици да се намали сензитивноста на пенисот. А тие креми што се продаваат да се намали сензитивноста на главата на пенисот, затоа што дава преголема дразба и пребрзо. Да. Тоа не значи дека орален лек преку уста кој што тестува на таа предвремена ејакулација и го продолжува времетрајањето на односите, се овие лекови. Но за жал ги нема во Македонија. Но за еден мој близок човек кого ти го оперираше, поточно како се вика стручно образувањето? Циркумцизија. Ми рече дека го подобрува сексуалниот живот затоа што врвот од пенисот станува помалку осетлив и отрпнува малку. Навистина е тоа така? Тоа е навистина. Не е мит, а? Не е мит. Не. И дека таквите обрезаните многу потешко заболуваат од рак на пенис. Така е. Во еврејската популација кој што имаат многу современа медицина, меѓутоа и многу добра медицинска евиденција. Последните 10 години имаат само неколку случаи кои што се ритуално
прават циркумцизија сунет. Кај евреите последните 10 години само на прсти се бројат случаите на карциноми на пенис. Така да многу двојки еве и кај нас се одлучуваат на циркумцизија уште во раѓалиштата. Исто како во Америка. Пораснат сум со едно сознание, сосема лично сега, дека секогаш кога имаш проблем со бубрек, со мочоводни печење, некое воспаление, вирус може од грло да ти се спушти доле и така натаму, увиниот чај дека е жив спас. И понекогаш имам потреба, ќе сварам неколку литри, неколку дена го пијам и се чиста. Ми помага ли воопшто мене таквиот однос кон тоа воопшто? Хербалната медицина во урологијата има голема улога, меѓу нив увиниот чај, чајот брусница имаат голема улога во воспалителни заболувања, па дури и кај пациенти со калкулоза, значи со камења на уринарните патишта, советуваме покрај зголемен внезна течност и тој зголемен внезна течност биде и чаеви, баш од таа група, како увин чај, како брусница. Многу хронични воспаленија, како хроничници. Увемикс и домати и брусница. Така е. За добро здравје. Океј. Вау, исцрпевме темите. Да ве ослободам, ја ви благодарам. Ви благодарам и јас. Беше одлична емисија и така, ми е чест што ме поканивте во вашата емисија. Ја, како и секогаш, се обидувам максимално да не знам, но максимално да излечам за да дознам. Така. И лично ја и од вас, а за атер на гледачите. Почитувани гледачи, простете ми, ние дури и на пауза со мојот колега од режија се расправавме околу тоа, бидејќи што можеме да илустрираме или не. Навистина, неубаво беше што оваа емисија ништо не можевме да илустрираме од овој дел, но за жал законските норми нас не ни овозможи. Јас знам дека некои снимки иделе во вести, но во вести наводно било дозволено заради тоа што било вест, па било кратко, а додека во вакви емисии не смеа, освен во категорија плюс 18 црвена, која може да иде само после полноќ, а ја тогаш немам термин. Дури и диаграми некои да се покажуваат, ја можев да се сложам, но моја проценка беше како новинар. Или да го покажам тоа, хардкор онака како што е, а ако не можам, тогаш вербално, максимално да го изговориме тоа низ разговор. Простете ми, ова е мој избор, бидејќи втора опција нема. Третава опција не знам како ќе изгледаше воопшто. Благодарам за вашето внимание. Лека ноќ и пријатно.